Собрале околу 300 евра, обезбедиле песок од локалната сепарација, си купиле цемент и решиле сами да ги закарпат дупките до селото. Младите од Сачево од утрово сами ги потполнуваат дупките по локалниот пат кој води до селото. Вела дека властите со години немаат слуг за реконструкција на патот. Од утрово затвориле над 100 дупки, а на властите им упатија порака дека во селото се уште има живот. Младите посебно собераваме се, решиме да ги санираме дупките на патот Сачево-Струмица. Оти веќе не се одржи Струмица, нема многу лошо. Многу лошо. Од општината 12 години нема 12 лопати донесен асфалт. Уставиена на просечки стапо едноставно. Не идат и мораваме, принудени бееме, не можеме да одам до Струмица, не идат такси, ништо не иде. Отсечени како слепо црево на цело од градот. Принудени бееме да самите ние со помош на Портланд на сепарацијата, нивна помош сами од цел собераваме пари и да ги санираме дупките. Колку дупки санирате? Преку 100 дупки. Преку 100 дупки. Повеќе од 100. Што им порачувате на властите? Се надеваме дека сега со таа наша акција ќе дојдат и ќе направат да имаме и ние пат како што доликува за сите, како што заслужуваме и ние како сите граѓани на таа земјина ток. 15-тината млади лица од Сачево во импровизирана мешалка за бетон решиле да им стават крај на сите дупки до селото и да им покажат на надлежните дека не треба многу труд, но и пари. Да, од селото, од Портланд и плюс уште неколку фирми од нашето село, собравме околу 300 евра, па со таа помош да ги санираме дупките. Поддршка за денешната акција на младите имало и од повозрастните жители од ова село, кои во потполно се согласуваат со младите дека било целосно заборавени од надлежните за санација на дупките по локалниот пат Струмица-Сачево. Во врска со денешното крпење на дупките на патот кон селото Сачево од страна на неколку млади луѓе, општина Струмица има разбирање за проблемот, но не го оправдува начинот на кој истиот се решава. Факт е дека има проблеми. Општината ги знае и согласно можностите и законските прописи ги решава, како во градот, така и во населените места. Согласно програмата Ј6 одржување и заштита на локални патишта и улици на општина Струмица за 2018 година, а почитувајќи ги законските прописи за ваквата градежен зафат, идната недела ќе започне крпењето на ударните дупки во градот и населените места, меѓу кои и Сачево. Освен крпењето на дупката оваа година во Сачево ќе се реализираат и проекти за санација на двата моста во селото, кое што ја побаражителите на заедничката средба со градоначалникот Коста Јаневски и во рамките на планот за тампонирање на полски патишта ќе се тампонира патот Сачево-Муртино. Како општина, во потполно си разбираме нетрпеливост, така и некои жители од селото Сачево, согласно нивниот младешки дух, но предупредуваме и на законските действија кои произлегуваат од непочитувањето на регулативите во делот на постапката, кое што е превземено од страна на неколку млади луѓе. Нестручно изведените интервенции може да предизвикаат и други проблеми. Општина Струмица секогаш е отворена за соработка со граѓаните, за нивните предлози и идеи за заеднички решавање на проблемите, но не и на начин на кој тоа денеска го направија младите од населено место Сачево. Добро, многу слави. Дај се мајта малку.